Многумина тврдат дека по 40-та година метаболизмот дополнително се забавува. Бавниот метаболизам е една од првите причини што го отежнуваат слабењето. Иако постојат многу начини за забрзување на метаболизмот, од кои многу чинат многу малку, сепак можеме самите да направиме нешто околу тоа. Како што нашите тела стареат, така престануваат да работат ефикасно како порано. Околу 40-та година нашата мускулна маса почнува природно да опаѓа, а односот на телесните масти и мускулите се зголемува. Бидејќи мускулната маса помага да се одреди метаболичната стапка на телото, ова намалување на мускулите значи дека нашите тела почнуваат да соговоруваат помалку калории во мирување, намалувајќи ја стапката на метаболизмот. Метаболизам е термин кој се користи за хемиските реакции во нашите тела кои не одржуваат во живот. Метаболизмот ја обезбедува енергијата потребна за основните функции, како што се дишењето и варењето. Нашиот метаболизам е силата во нашето тело кое мистериозно одлучува дали храната што ја јадеме ќе се претвори во излив на енергија или во вишок килограми на вагата. Кога зборуваме за метаболизмот во контекст на нашата тежина, ние всушност го опишуваме нашиот базален метаболизам. Бројот на калории што телото ги согорува во мирување, одредено тоа колку мускули и масноти има. Влегувањето во 40-тите означува нова фаза од животот за многумина и тоа не мора да биде лоша работа. Во овој период имаме поголема самодоверба, постабилни сме и свесни за себе и сопственото тело. Сепак, еден од предизвиците што се јавува во овој период е бавниот метаболизам. Она што порано беше лесно, одржување здрава телесна тежина или забрзување на варењето, сега може би бара повеќе внимание. Но добрата вест е дека метаболизмот може да се забрза. Потребно е само да се воведат неколку промислени промени во вашиот дневен ритам. Еве како да го зајакнете метаболизмот во 40-тите и да се чувствувате добро во сопствената кожа. Наместо рестриктивни диети и строги режими на исхрана, кои само дополнително го забавуваат организмот, во овој период поважно е да се фокусираме на квалитетна и разновидна исхрана. Протеините од јајца, риба, мешунки и млечни производи помагаат во градење на мускулите и промовираат термички ефект на храната. Телото троши повеќе енергија за да ги свари. Влакната од зеленчукот, интегралните житарки и овошјето помагаат да бидете сити, а здравите масти од авокадото, јаткастите плодови и маслиновото масло го поддржуваат хормоналниот баланс. Во никој случај не треба да ги прескокнете оброците, особено појадокот, бидејќи го започнува метаболизмот и дава енергија за цел ден. Физичката активност е клучна. Со возраста доаѓа до природно губење на мускулната маса, а малкумина знаат дека токму мускулите се одговорни за поголема потрошувачка на калории. Затоа физичката активност е најважниот сојузник за побрз метаболизам во 40-тите. Тренинзите за сила, пилатес и јога не само што ги зачувуваат мускулите, туку и го активираат метаболизмот. Додека брзите прошетки или пливањето придонесуваат за издржливост и енергија. Редовното движење му помага на телото да остане во движење и го спречува забавувањето кое често доаѓа со возраста. На метаболизмот не влијае само храната, туку и начинот на кој живееме. Недостатокот на сон ги нарушува хормоните кои го регулираат гладот и ситоста, што може да доведе до прејадување, а со тоа и складирање на месноти во пределот на стомакот. Запомнете, 8 часа квалитетен сон му помага на телото да се регенерира и одржува рамнотежа. Хидратацијата е уште еден важен фактор. Доволно вода во текот на денот, како и зелен чај или кафе без шеќер, во умерени количини, може малку да го забрзаат согорувањето на калориите. И последно, но не и најмалку важно, тука е добро познатиот стрес. Сите веќе знаеме дека хроничниот стрес го зголемува нивото на кортизол, хормон кој го успорува метаболизмот и промовира талошење на масноти во пределот на стомакот. Затоа, техниките за релаксација, прошетките во природа или медитација се исто толку важни како и правилната исхрана. Метаболизмот во 40-тите не мора да значи тромост и замор. Со соодветна грижа за телото, доволно сон, врамнотежена исхрана и физичка активност, можно е да ги вратите леснотијата и енергијата што можеби мислевте дека сте ги изгубиле. Тајната не е во екстремни диети, туку во постојаноста и разбирањето на сопствениот ритам. Секоја година може да донесе нова сила, само ако ја прифатите со грижа и љубов кон себе.